Аризона, една од сојузните држави од Соединетите Американски држави, живее од карпестата уметност и од туризмот поврзан со истата. Што би можеле ние да направиме на тој план? Ке позборуваме со доцент доктор Душко Алексовски, а Виолета Кожинкова со соодветен прилог во оваа тема, да видите зашто станува збор. Предпоставувам добар дел од фотографиите и видеоматеријалите ќе бидат прикажани и во прилогот, а потоа со илустрации конкретни за време на нашиот разговор. Можностите што ги нуди праисториското македонско наследство се исклучителни и уникатни. Од тука карпестата уметност треба и мора да се претвори во македонска туристичка атракција, велат експертите. Штип треба да го добие првиот центар за карпест уметност во Македонија, вреди 700.000 евра. Парите се обезбедени од странски донации, а центарот ќе функционира како музеј со изложбен простор, работилница и предавална за студенти. Сето тоа е во насока на поголема туристичка промоција. Било еден вид магнет за туризмот, за овие простори. И уште еден факт кој зборува дека навистина Штип ќе биде силно подпомогнат туристички од карпест уметност, што ние сите побитни камени кои што беа загрозени ќе ги пренесеме директно или во музеот или во самата во ректоратот, каде што секој што доаѓа во поста на ректоратот ќе се запознае директно во живо со ова крупно и најважно македонско преисториско наследство. Во насока на развивање на свеста за богатството на Македонија е и фактот дека на Филолошкиот факултет во рамките на Универзитетот Гоце Делчев се изучува предметот карпеста уметност со палеолингвистика. Преку нејзината промоција и афирмација, Штип и Македонија може да го потврдат своето значење во развојот на светската историја. Студиските програми да ја воведеме и да ја задржиме македонската палеолингвистика како студиски предмет, кој што заедно со старословенскиот јазик ќе му помогне на светот да не разбере нас како македонци, како луѓе кои што ја создале писменоста на овие простори. Големиот број на откритија, како првите пишани траги од старо македонско писмо на територијата на Македонија, Куклица или Цоцев камен кај Кратово, се само дел од локалитетите што може да ги привлечат туристите. Дури евроамбасадорот Фуере е изненаден од она што го нуди Македонија. За жал, јас сум премногу западен и досега не сум бил можност да бидам таму на местото и да видам, значи видаме камењата, но сепак се надам дека тоа ќе има можност да го направам тоа од кога се пензионирам. Досега за туристите е непознато дека македонската карпеста уметност се карактеризира по својата бројност, разноликост и убавина и дека всушност целата територија на државата се смета за еден вид резерват на карпестата уметност. Најбогата земја со карпеста уметност, со цртежи, слики и сето она што се подразбира под ваков вид на уметност. Спомнав некој тоа може многу добро да живее и заработува, поврзано со туризмот, но тоа е дел и од еден културен туризам или културна традиција на еден простор. Не случајно ние сме седиште на Светската академија за карпеста уметност, а основачот и првиот претседател на истата, доцент доктор Душко Алексовски, во наредните неколку минути со мене во овој разговор ќе се обидеме да направиме една општа анализа или осврт за тоа што се подразбира под карпеста уметност и каков е потенцијалот на истата за нашата земја од повеќе аспекти. Добро утро, господин Алексовски. Добро утро. Во раноден. Ве видовме и во прилогот, вие сте еден од оние кои што се најповикани, најпознати ја обработуваат оваа тема кај нас. И ја спомнав Аризона, за која што видов на интернет исто има доста околу неа многу знаат тоа популистички фино да го промовираат, а потоа и по 1 милион туристи да добијат на својата територија, што е многу послабо богата со вакви културни артефакти за карпеста уметност отколку што е Македонија. Токму така. Ако го споредиме богатството на карпести гравири, сликани и гравирани во Аризона со она што Македонија го чува, односно она што е откриено досега во Македонија со своите над 1 милион карпести гравири, тоа е капка во море во наша корист. Ако Аризона може да привлече, да речеме, 1 милион туристи годишно, Македонија
слободно може да речеме, без да претеруваме, најмалку од 1 до 2 милиони туристи може да приприличи во годината, бидејќи нема камен, скоро нема карпа, нема рит или нема планина каде што нема трага од нашиот преисториски предок. Да, доста, еве, доволно зборува бројката која што ја спомнавте, околу 1000 цртежи, гравури, 30.000 фотографии, милион, се извинам, над 1 милион, да. над милион цртежи. Затоа го испровоциравме и одржувањето на Светскиот конгрес за карпеста уметност до 2002 година, каде што според научниот комитет на Светската федерација за карпеста уметност, тоа е еден од најдобро организираните светски конгреси во светски рамки. Се разбира кога има што да се понуди. Ке имаме фотографии, донесовте така? Да. Фотографии кои што ќе бидат соодветна илустрација на нашиот разговор, затоа што се е пронајдено засега само на територијата на Македонија од оние артефакти кои што влегуваат во рамките на таа карпеста уметност. Можеме ли појаснување да на самиот почеток да кажеме што се спаѓа во таа карпеста уметност? Многу бројни артефакти вакви се наоѓаат и во археолошките наоѓалишта, значи со што се дефинирани? Карпеста уметност е се она што човекот со посредство на најтврдиот неметал силекс и со еден вид лист кон карпа успеал да остави дел од своето културно, религиозно, етнолошко, како и писмено наследство до нас, нивните директни наследници. Карпеста уметност може да биде сликана или гравирана. Во Македонија за прв пат во југоисточна Европа е откриена сликана карпеста уметност на локалитетот Цоцев камен од неговата западна страна и со тоа Македонија уште повеќе станува исклучително значајна алка во констелацијата на земји богати со карпеста уметност. Оно што го следиме тука, тоа е едно депо на глинени предмети, амулетки и испишани плочици, откриени во непосредна близина на околината на Цоцев камен. Но она што е многу битно, што треба да го нагласуваме секој пат, и на нашите и на конгресите на кои што учествуваме, на симпозиумите и на конференциите, и во сите директни или индиректни контакти со нашите колеги во поблиското и подалечното окружување, тоа е дека повеќе, како што истакна почитуваниот академик професор доктор Меджид Кан, Харман од Германија, Марија Гимбудас од Соединетите американски држави, Жан Клод, основачот на ИКОМОС, артефактите, испишаните плочки во кои се споредуваат од оние во Месопотамија и оние во Македонија и пошироко, тие се и најмалку 1000 години она што е откриено во Македонија е посторо во однос на она што е откриено во Месопотамија. И затоа светската наука веќе не ја признаа Месопотамија во центар на светската писменост и култура, туку тежиштето на мислење се префари на Балкан, особено на територијата на Македонија, која е пребогата со овие вид на артефакти. Така, 32.000 години, од тоа е датата од која што датираат најстарите артефакти од карпеста уметност. Да, на територијата на Македонија тоа се од 32-иот најбројни, тоа се купулите и давните полутопки. Од 32-иот милениум пред нашата ера. Зошто велиме така и врз основа на што ги базираме нашите тврдења? Никој пат не излегуваме во јавност додека 100% не сме сигурни во она што го зборуваме. А тоа е дека во близина на карпесите гравири има пред да почнат со гравирањето, те имале своји ритуали спалување на дрва. Кога се врши анализа на спалувањето на спаленото дрво, на карбонизираното дрво, се утврдува точно неговата старост. И уште еден факт за датирањето. Кога некој се истрча порано, кога даде изјава за деневи дека сликаната карпеста уметност во Цоцев камен била вчера или било труд на некои овчари од блиското минато, но што се случи? Ние повикавме експерти од француска Сорбона преку колешката Емилија Масон и преку академик професор доктор Пол Вердије и Бруно Ансел, кои што прецизно зема примероци од бојата и анализата покажа дека таа сликана карпеста уметност од западна страна на Цоцев камен е стара 8000 години, односно е изработена во 6-тиот милениум пред нашата ера.